Бојан Христовски се спаси од постапката што за неговото именување ја поведе антикорупцијската комисија. Членовите на ДКСК на денешната седница со мнозинство гласови решија да го затворат случајот за новиот шеф на Агенцијата за национална безбедност, клучната институција во безбедносниот систем на земјата. Како причина за ваквата одлука беше прогласувањето на антикорупцијска за ненадлежна да решава за валидноста на TOEFL сертификатот на Христовски за познавање на англискиот јазик, како и за дипломата од економскиот факултет при Универзитетот во Скопје, предуслови неопходни за тој да може да ја заземе челната позиција во АНБ. Токму овие два документа, од кои TOEFL сертификатот е издаден од со години веќе непостоечко јазично студио во Бугарија, за што медиумите информираа, се гледаат како проблематични, а со тоа и целиот процес на именување на Христовски. ДКСК согласно својата законска надлежност, пред да превземе наредни действија, истакнува дека нема овластување да проверува или утврдува автентичност на документите како што се TOEFL сертификатите, кои бараат експертиза надвор од надлежностите на ДКСК согласно закон. Надлежноста за утврдување на евентуална невалидност на документот е во исклучива надлежност на основното јавно обвинителство, каде што е поднесена кривична пријава. Но Христовски има и партиски бекграунд. Во февруари 2023 година е избран за претседател на Скопскиот комитет на владеачката ВМРО ДПМН. Еден од условите наведен во законот за АНБ е дека директорот на оваа агенција не треба да е член на политичка партија или член на органи и тела на политичка партија. Доставена изјава со која под полна материјална и кривична одговорност лицето изјавува дека не е член на политичка партија, ниту на органи на тела на партијата. Од тука, согласно надлежностите на Државната комисија, апсолутно таквата доставена изјава, согласно законот, е автентичен доказ дека истиот не е член на политичка партија. По ова антикорупционерите гласа и констатираа дека нема основ за постапување по основ на судени на интереси и корупција при именувањето на Христовски и дека тој ги исполнува условите за вршење на функцијата. Против нема, констатирам дека одлуката е донесена со 5 гласа. Владата на предлог на премиерот пред 2 месеца го именуваше Христовски за директор на АНБ, најважната позиција во безбедносно-разузнавачката зеница во екот на најавите за можно спојување на оваа агенција со Агенцијата за разузнавање, со што би се добила институција која би имала исклучително голема моќ. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.